ова утро на линке имаме Ирена Спировска заедно со Ерхан Шукри и претпоставувам дека веќе погодувате за што станува збор. Се ближи времето на концертот на мандолинскиот оркестар. Така што тоа сега ќе го најавиме. Ирена, добро ти утро и повели. Добро утро, Искра, до тебе. Поздрав до сите гледачи на Добро утро секое утро. Се јавуваме утринава од Музеот на македонската борба за државност и самостојност, а повод што сме утринава тука да најавиме еден убав настан што ќе се случува на ова исто место утре вечер со почеток во 20 часот. Всушност станува збор за годишниот концерт на мандолинскиот оркестар Скопје, кој што традиционално се организира во овој период на годината, а кој што освен убавата музика на присутните посетители, ќе им донесе уште една нова димензија, бидејќи концертот веќе неколку години поред се организира и со цел да се подигне свеста кон екологијата и селектирање на електронскиот отпад. Пред се добро утро за Ерхан и поздрав за оваа ваша убава иницијатива на која што сме сведоци веќе долги години поред. Добро утро, многу ми е драго што се гледаме повторно. Драги гости сте ми како телевизија и како што се спомена, веќе неколку години поред заедно во соработка со Нула отпад го одржуваме овој традиционален годишен концерт, со тоа што наместо билет публиката доаѓа и се обезбедува место, да кажам, на концертот со некако вид на електронски отпад, дали ќе е потрошена батерија, стари мобилни каблови и така натаму, а доколку па некој има и погабаритни електронски апарати дома, заедно со Нула отпад, со јавување значи во самиот Нула отпад, може да дојдат тие електронски апарати да се преземат од дома и да се ослободиме нели од тие електронски отпади. Инаку наидовме веќе дека ова е трета година поред, видовме дека публиката навистина е заинтересирана да дојде и до сега сме имали успех и се надевам дека и оваа година ќе дојде публиката и нашата идеја ќе ја поддржат. Бидејќи идејата е да преку овие концерти ние да ја подигнеме таа екосвест и да пред се младите да се грижиме за нашата животна средина и да ја направиме почиста и пубава. Паметам дека минатата година буквално немаше место каде да се стои, интересот беше огромен, а со оглед на тоа дека продолжувате со ова убава иницијатива и следнава година, очекувам дека и утре вечер ќе биде преполна салата. Ајде, Ерхан, да откриеме малку и за програмата која што одлучивте годинева да ја презентирате пред присутните посетители. Би сакал да напоменам дека се радувам, бидејќи пандемијата, знаете, сите бевме на некој начин замрени или бевме ставени во ситуација на мирување. После пандемијата ме радува што Мандолинскиот оркестар Скопје има нови членови кои веќе 2 години интензивно работеа и можеме да се пофалиме дека веќе имаме еден здрав мандолински оркестар, созрен мандолински оркестар што ќе бидат носители на овој концерт, на оваа програма. Се разбира дека и постарите членови што ни се во оркестарот доаѓаат на тие годишни концерти не дружат, така да придобивката веќе втора година гледаме дека мандолинскиот оркестар навистина квалитативно расте и затоа си дозволивме да малку поамбициозно идеме оваа година со посериозна програма, така да ќе се дружиме со прекрасните музички дела на нашите македонски композитори, Коларовски, Стојче Тошевски, Таке Хрисич, а исто така неминовно е да се напоменат и композиции што ќе бидат изведени од Јохан Себастијан Бах, Антонио Вивалди, тука ќе имаме и неколку филмски теми и се разбира ќе оставиме нешто изненадување за публиката што ќе дојде да не го слуша концертот. Овие numeri што ги најавивте ќе бидат изведени под ваша диригентска палка, но и под диригентска палка на вашиот татко, почитуваниот Рамадан Шукри. Да, се разбира дека двајцата како диригенти ќе настапиме на овој концерт. Долги години заедно тоа го работиме и многу ми е драго што сепак татко ми оставил голема трага во мандолинското музицирање во нашата земја, да речеме бренд за мандолинското музицирање и драго ми е што имав можност да учам од него и да ја продолжам таа традиција и радоста е голема кога двајцата ќе имаме можност да настапиме на концерт.
Пробите се во тек секојдневно и утре пред самиот настап ве очекува генералната проба. Какви се вашите лични очекувања, Ерхан, од утрешниот концерт? Веќе наназад години не одам со очекувања, него повеќе ја чувствувам таа убавина што се нуди од самите тие концерти. Задоволството е големо, сатисфакцијата, тоа што мандолинското музицирање има посебна харизма, посебен шарм. Така да верувам дека можам да бидам тука сигурен дека публиката што ќе дојде ќе ужива во самата програма. Најважно е тоа што мандолинците сакаат да свират, сакаат да го презентираат тоа што сме го работеле и затоа можам да претпоставам дека ќе имаме една убава вечер. Ајде да речам и затоа очекувањето можеби се во позитивна насока и мислам дека покрај сите успешни концерти ова ќе биде низа во таа успешна приказка на претходните концерти. Со оглед на тоа што треба да се донесе некој ситен отпад или празни батерии за да се присуствува на концертот. Колку бевте задоволни сите што сте во организација на овој концерт од тоа што минатата година го донесоа и се собра како електронски отпад? Знаете како тоа баш и го дискутиравме со Нула отпад, кој се една прекрасна екипа. Навистина мислам прекрасно ја работата и констатиравме дека ваквиот тип на концерти дека се и мотив, стимулација да дојде публиката на концерти. Несомнено еви и самите амбасади веќе пројават интерес, дури многу е интересно кога амбасадорите доаѓаат со на монитори и така натаму електронски отпад. И има ефект дефинитивно и ние пак заедно во текот на целата година со Нула отпад правиме еко концерти и по основните и по средните училишта. Така да таа акција трае во текот на целата година и има голем ефект. Така да мислам дека ќе продолжиме со таа традиција и во иднина и се со цел за да ја растеме таа екосвест поголема кај младите пред се, а се надевам дека и ние повозрастните ќе се приклучиме на младите. Во секој случај, навистина, преубав спој на музичката уметност, а и на иницијативата да бидеме свесни за важноста на селектирањето на електронскиот отпад и да внимаваме каде истиот го одложуваме. Ерхан, јас благодарам за одвоеното време, ќе ви посакам успешен настап утре на концертот. 23 години Мандолински оркестар Скопје навистина испишува една убава музичка историја на полето на музиката кај нас, а не се сомневам дека така ќе биде и во иднина, познавајќи го ентузијазмот, одговорноста и професионалноста кои што ги вградувате во работата со Мандолинскиот оркестар. Дефинитивно, значи, еве уште еднашка да ги поканиме сите оние што ќе сакаат да дојдат на концертот, утре вечер во Музеот на македонската борба, значи во овој простор, ќе го одржиме нашиот концерт со почеток во 20 часот, ве очекуваме и фала ви уште еднашка на поканата. Ни беше задоволство, еве тука ќе се одјавиме, се разбира со уште една покана до сите да дојдете утре да го поддржите концертот на Мандолинскиот оркестар Скопје и иницијативата на Нула отпад за селектирање на ситен електронски отпад. Задоволството секако е наше.